Почитувани гледачи, добро вечер. Петок е, 21 часот. Тоа е време за дружба со подкаст Радар, а јас сум Сотир Костов, вашиот домаќин, вашиот известител за актуелните, акутните прашања, збеднувања, собитија во Република Македонија. Ама ајде, без многу уводи, без многу образлагања да почнеме да работиме. Вечерва имам еден гостин. Првпат ми се случува со некого да се запознаам пред 2 дена. Порано сум го знал вака во јавноста како културен, општествен и политички деец, работник, ама пред 2 дена го запознав и веднаш да склопиме договор за соработка. Мој гостин е Александар Јордановски, Безва, директор на Центар за конзервација, Национален центар. Така. Добро вечер, добро дојде. Како си ми? Одлично. Добар? Одлично. Значи вака одиме. Лингвист? Да. Основата. Ајде. Лингвист? Да. Магистар. Чека да прочитам да не сгрешам. Да. Со магистарски труд дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство, стручно правни аспекти. Да. Александар. Тоа е основата. Да од почнеме тога почнав. веднаш работа. Што те натера оваа најбитна работа? Ти да ја земеш да работиш, па дури да магистрираш. Работното место во управата за заштита на културното наследство, Да. речам, првата посериозна задача во животот што ја добив. 2004 година се носи првиот македонски закон за заштита на културното наследство и тогаш имаме промена на терминологијата од споменик во културно наследство, така што и нематеријалното, односно тогаш терминолошки дефинирано како духовно, влегува во опсегот на интересот на државата. Влегува затоа што 2006 година Македонија ја ратификува Конвенцијата за заштита на нематеријалното културно наследство, а донесена Париз 2003, но интересно е да се каже дека таа конвенција е ратификувана од наша страна како држава 2006, но и во светски рамки истата година станува полно важна. Затоа што и јазикот влезе во фокусот на интерес на културното наследство, јас бев првиот човек што му се даде таа задача да го и да ја изора првата бразда. Да ја канализира работа. Да ја изора првата бразда, ги спроведов сите акти за заштита на дијалектите на македонскиот јазик, затоа што фокус на интерес е спонтаниот јазик, нестандардниот. Добро. За законот за културно наследство, значи ова е различен интерес од законот за употреба на македонски јазик. Ама не помалку битен. А не помалку битен, значи за да имаме стандарден треба да имаме и дијалекти, така и сега да се договориме кои дијалекти да ги одбереме за да имаме стандарден јазик. Во секоја држава обично централните говори, затоа се одбират секогаш централните затоа што имаат најмалку влијание од околните држави и се сметат така за најчист. Мислам, тоа не станува збор само за Македонија, станува за секоја држава кога се одбираат кои говори да бидат земени како стандард. И јас ја изорав таа бразда. Да. Фокус на интерес беа не само дијалектите на македонскиот јазик, туку и на сите јазици што се потребуваат во Македонија, но автохтоно што се развиле своји дијалектни системи, и албанскиот, и турскиот, и влашкиот, па и српскиот тука влегува. И таа бразда ја започнав, ја изорав, затоа што преминав 2012 во Министерството за култура, сега и туризам. Немаше кој да го наследи моето работно место и решив таа 7-8 годишна работа моја во управата да ја теоретизирам во книга. Така. Си ветив дека вечерва низ емисијата ќе те водам со книги. Да. Мене ретко ми се случува некој да ми поклони книги, ја мислам дека јас сум единствениот што поклоня книги, ама гледачи да ви се пофалам, добив на поклон 3 книги пред ден-два од вечерашниот мој соговорник. Првата ви ја кажав, неговиот магистарски труд,
Втората е културолошките точки на Македонија и впрочем емисијава за нив ќе збориме. А третата, најновата му е човекот, културата и влогот во сопствената култура. Да. Александар, можам ли да констатирам дека мисијата на институцијата со која раководиш, твојата мисија и мисијата на сите твои колеги по струка е заштита на културното богатство, наследство, духовно. Дали е тоа така? Националниот конзерваторски центар во моментот каде што ја извршувам функцијата директор е задолжена за недвижното културно наследство. Так. Значи, терминолошки ние го делиме културното наследство на недвижно, движно и нематеријално. Конкретно ова установа е задолжена за недвижното. Имаме една, ќе објаснам за јавноста, Так. имаме една терминологија и недвижност по намена. Так. Што е недвижност по намена? Значи имаме, ќе земеме црква, објект под заштита, конкретно. Иконите што се на иконостасот, нели? Тие може да се извадат и да се стават, така. Но улогата на иконата токму на тоа место ја прави незината улога оправдана. И затоа имаме терминологија недвижност по намена. Значи, Да. само тука има улога. Или некој црковен мобилијар и така натаму. Тоа е терминолошки. Сега поделени се установите во Македонија. Музеите се занимаваат со заштита на движното културно наследство. Институтите научни, како Институтот за македонски, за фолклор, за старословенска култура, Институтот за духовно и културно наследство на албанците, па е сега Институтот за етнологија и антропологија, тие се задолжени за заштита на нематеријалното културно наследство, но со измените на новиот закон за заштита на културно наследство, јас сум во работната група за негова изработка, сакаме да ги вклучиме и музеите да бидат, да споиме материјата и нематеријата, да речем. Духовното. Да. Ај вака, ја имав домашна задача нешто да понаучам оваа област. Јас сум приклоник на long life learning, целоживотно учење, и можам ти кажам дека првично доста научев од овие твои книшки, мали, ама многу поучни, сажети, би рекол мојот покоен татко. Ја видов дека вие ги штитите фолклорните добра, јазикот и топонимите. Да, сето тоа влегува во Дозволи. нематеријално. Дозволи. Да. Ја прва асоциација што ми прави? Топонимите и на јакиот топоним Македонија ни го украдува грците. И јазикот ни го атакуваат бугарите. А фолклорот кој како ќе стигне? Нели е тоа знак дека ние сме многу богата држава? Од културен аспект. Апсолутно. И кажи и малку за гледачите од твој аспект малку многу подобро од мене овие три добра кои имаат голема содржина, традиција и историја од памтивека, што значи за македонската држава, за македонскиот народ. Така, прво ќе кажам за топонимите. Ајде. Зошто? Топонимите со археолошки речни кажано, нели имаме стратиграфија кога имаме ископување на некој локалитет. И сега ако имаме една виртуелна стратиграфија кај јазикот, топонимите се првото ниво на обележување на територија. И затоа се многу важни. Имаме тука А без територија нема држава? Да. На Балканот доминира словенската топонимија. И тоа е непобитен доказ за првите доселувања, односно кој го контролирал тој простор. Да. И затоа топонимите се, да речам, и во Законот за заштита на културно наследство, издвоени како посебен член, тоа е првиот лингвистички доказ за постоење на еден народ на една територија. Да. Фолклорот е исто, нели, во фокусот на интерес, значи она уметноста на живење што е создава еден народ, и тука доаѓа на крај јазикот,
пак ќе спомнам спонтаниот, а спонтаниот е дијалектот сушност. И тие се непобитен доказ за постоење на еден народ на одредена територија. Зошто и во светот е во фокус на интерес нематеријата? Па јас секој пат предност сум давал на духовното над материјалното. Зошто? Глобалистичкиот пристап на живот, нели, унифициран, нели, сега се нарекува, нели, мол нација, така. Одете во секоја држава, имате исти молови, така, исти продавници, така. И полека народите им исчезнуваат разликите меѓу народите, не на Балканот, воопшто во светот, имаме унифициран начин на живење, тој глобалистички начин на живење, и почнуваат меѓу народите да се губат разликите. Да. Ама ние суверенистите даваме отпор. Да. Јас намерно не се ограничувам на Балканот, затоа што тој е, да речам, светски тренд. Сега тој глобалистички пристап УНЕСКО го препознава, ама го препознава, гледате кога, 2003 година, сега сме 2026. А за да дојде конвенцијата за нематеријално културно наследство, 2003 ќе ве вратам уште поназад. Интересно е што вакви иницијативи за заштита на духовноста, на нематеријата, не доаѓаат од Европа, туку доаѓаат од Јужна Америка. Првата иницијатива за заштита на нематеријата, нели, на духовноста на секој народ, доаѓа од Боливија, 1979 година, на некоја конференција на УНЕСКО. Ја трагајќи по теоријата на заштита на нематеријалното културно наследство, видов дека народиве од Јужна Америка се можеби малку се понастране географски и се ама многу напатени, геноцид им е правен. Но се ослободени од туторството, да речам, на белиот континент на Европа или на Северна Америка, и тие не се плашат да дадат и свое мислење, свое толкување, свој поглед на нештата. Па ги имат инките, маите, ацтеките. Да. И сакат да си го заштитат тоа. Така што и ова од конквистадорите современи. Ете така. Така што од таму потекнува, да речем, ова заштита, да ја кажеме, на нематеријата. Сега да видиме дали ја добро ги саќам овие твои гениални, прекрасни културолошки точки, за кои книга си напишал и убаво си ги посочил. Ја нема да читам делови, бидејќи не сум вичен добар во читањето, ама вака би почнал малку од поодавна, да речеме. Еден од ретките стихи што во последно време пишува за сонцето од Кутлеш. Ја прифаќаш идејата на почитуваниот Тони Менкиновски да сонцето од Кутлеш се прогласи национално благо, богатство, и кажува зошто. Ки ни кажеш ли што значи за нас македонците, што значи за Република Македонија, оваа инсигнија која јужниот сосед формално ни ја одзема, ама нашиот терен, нашата територија, што велиш ти, е цела со овакви знаци на влезните порти од старите куќи, на таваните исто така од старите куќи, во црквите, во манастирите, па и во гробиштата на одредени гробни споменици. И дали ќе успееме во таа идеја овој знак да си го заштитиме, иако ја за мене одамна сум го заштитил, ево и си го носам, мака си немам за онај договор срамен од нивица и така натаму. Дека сонцето од Кутлеш е поврзан со македонскиот народ и со ова територија, тоа е неспорно. Материјалните докази го потврдуваат тоа. Нема да навлегуваме нели во детали каде, затоа што тоа е веќе општо прифатено. Дека е поврзан со Македонија и доказ е и првото знаме. Нели? Да. Друго е кој под притисок го смени. Да, значи
самата поврзаност на сонцето со знамето, со државата е непобитен доказ дека има поврзаност. Друго е политиката што прави, наметнува нели нови односи, релации на однесување и така натаму, не навлегуваме. Да, ама некој на политиката треба да и кажеме да си остане на својата територија. Што забележам кај нас како слабост. Ние имаме легислатива, тоа да го покриеме, да го заштитиме. Може би сме го изгубиле како знаме, но никој не ни пречи да го заштитиме како богатство или како наследство, терминолошки, така. Тоа значи дека ние имаме Законот за заштита на култура, пак ќе го спомнам, 2004 направен е по францускиот модел на Закон за културно наследство. Францускиот модел оди во детали на видовите на заштита и на формите на заштита. Нели французите си држат до своето, нели до националното, до богатството и така натаму. Имаат богата историја. Да. Значи по нивен модел е направен овој закон. Имаме можности, а не ги користиме. Вака попросто кажано, имаме ливче со уплатено за 7 со добитна комбинација, ама не сме го уплатиле. И затоа нема седмица. Тоа е. Да. Мислам, многу едноставно. Се имаме на маса. Да. Само да не ги имаме добро распоредено работите. Добро, ајде сега да дојдеме некаде во 19-тиот век, па и до денешниви денови. За помалку од месец дена ќе славиме 150 години Разловечко востание. Да. Селото Разловци е во Македонија. Голем јубилеј е. И јас сум пишувал како колумнист дека ако го ставиме малку понастрана Карпошовото востание, Разловечкото востание е првото македонско востание на државноста на република, на современа Република Македонија. И накратко би кажал имаме два големи непобитни знака. Знамето, така е, и иконата, што би се рекло Димитар Поп Георгиевски Беровски. Така е. Поп Георгиев Беровски. Да. Установата која ја раководиш, дали нешто ќе ми понуди за одбележување 150 години на спомен дом, мислам, има на Разловечко востание, па некој збор повеќе да ни кажеш на така. Националниот конзерваторски центар има можеби централната улога во одбележување на јубилејот, голем јубилеј. Значи, на 100 годишнината од сега ќе се вратиме поназад во социјалистичка Македонија, тогашното раководство на социјалистичка Македонија во пресрет на 100 годишнината од Разловечкото востание сака да изгради монументален спомен дом. 1973 е направен проектот. Автор на проектот е професорот од архитектонскиот факултет Ѓорѓи Константиновски. Затоа што е предимензиониран проектот и за тогашни услови успева да постават камен темелник 1976 година. Градењето на објектот е околу 5 години и успеваат да го отворат на 105 годишнината. И тогаш е пуштен во употреба. Говор држи генералот Михајло Апостолски. Значи, тој стои изад идејава за изградба на спомен дом. Значи, целиот спомен дом е со една голема символика за животот, борбата за слобода на македонскиот народ. И тука имаме архитектонска символика на борбата за македонскиот народ, нели, од самата борба па до слободата. Слободата е символизирана тамо со еден касетен таван со сино-бела боја, долу е почнува со огниште, нели, од семејството,
па борбата и така Пламен, факел. Да. Значи целиот објект е символика на борбата за слобода на македонскиот народ. Но за жал објектот е одамна запуштен, не е одржуван. Не бил под ниту една установа, значи јас кога се зафатив да видам каква е работата со спомен домот, функционирал првите години самостојно, кога за него се грижала општината, кога Центар за култура, но тоа се било без некаква документација. На иницијатива на македонската влада 2013 година почнува тогаш има иницијатива да се прогласи за културно наследство. Значи тоа е релативно нов објект, но ние немаме потреба да го прогласуваме за културно наследство, тоа е мала временска дистанца, но значењето на Разловечкото востание е големо и затоа и спомен домот се прогласува за културно наследство. 2014 има некоја интервенција, затоа што покривот бил во исклучително лоша ситуација. Имаме ставено 2014-15 некој превентивен покрив. Кога презедов функцијата директор во установата, ги завршив сите, односно како установа, ги завршивме сите потребни процедури на прогласување на културно наследство, изработка на проект. Значи, тој проект што беше пред 10 години, нормално имаме прогрес на оштетувањата, мораше да се направи да се ревидира. И оние административни постапки, тендерски постапки, нели, да се спочитуваат правилата на Законот за заштита на културно наследство и во релативно краток период треба, значи на крај се конзерваторско-реставраторските зафати, во релативно краток период ќе го завршиме објектот, тоа ви гарантирам, и на 19 мај ќе биде спремен. Можеме да очекуваме. Да, можеме да бидеме спремени. Можеме овој момент, кога на гледачите, не знам дали кажав, познато е дека подкаст Радар покрај информативна емисија, подкаст е и едукативен, и можеби на овој момент на гледачите нешто повеќе да им кажеме во што се состои вашата заштита на националното богатство, да не ги објасните поимите конзервација, реставрација, реконструкција, ревитализација. Па ја мислам, имајќи предвид дека на спомен дом во различни нешто слично од ова ќе правите, чисто да ни појасните. Конкретно на спомен домот имаме современи материјали, градежни техники, затоа што тоа е објект од пред 50 години, значи материјалите што се употребувале тогаш и сега се речиси исти. Се исклучи на една само. Азбестот, да. Значи тука е покривот на објектот е, да речам, покривот е се, всушност. Така, да речем, како и на секоја куќа. Не, самиот начин на редење на тие покривни плочи е една символика, како баклава. Значи, тука е најголемата грешка направена уште во самото градење, затоа ставени се азбестни плочи, тогаш тој материјал се употребувал. Бевме во потрага, конзерваторите не сака да попуштат, нели, да се смени покривот со керамиди, нели? Тоа беше многу полесно, но инсистираше и конзерваторскиот надзор, и авторот на конзерваторско-реставраторскиот проект. Тоа го саќам како запазување на стандард. Да, запазување на стандард. Сега и во светски рамки таков покривен материјал многу тешко се наоѓаше. Баравме во Турција, баравме во Србија, во Швајцарија и на крај го најдовме во Австрија. Е хубаво. Да речем, тој е всушност најголемата ставка од проектот. Пред неколку дена дојде првата тура на Етернит, се вика тој материјал, со гаранција над 60 до 70 години ќе биде. Долг период. Да, тоа е долг период. Денес добив информација дека и втората тура од тој материјал Етернит ќе биде за неколку дена. Подготовките на покривот се веќе во тек, така што и тоа ќе се заврши. Значи, кога зборуваме за конзерваторско-реставраторски процеси на нови објекти, не се разликуваат од градежните. Так. Сега, за
објекти или движни предмети што се со временска дистанца поголема, туку имаме поголема процедура. Туку имаме прво конзерваторски истражувања. Еве, на пример, ако земеме икона, оди на не тоа скенирање, туку на рентген, да се види дали има еден слој, дали втор, дали трет слој, некогаш и трет слој се јавува, со какви бои се сликало претходно, за да се знае како да се настапи сега. Независно дали се работи за икона, дали се работи за објект, прво имаме истражување, за да знаеме да се обнови движниот или недвижниот материјал во што може не можеме оригинално. Затоа што некои материјали и техники се исчезнати и од меморијата. Материјалите ги нема. Но улогата на конзервацијата и реставрацијата да го врати изгледот на недвижното или движното културно наследство во што е можно поавтентичен облик. Може вака да кажам, да го спречи ерозијата, нагризувањето на забот на времето. Да. Значи, да ја оспособуваме материјата да биде видлива за идните генерации. Да. Значи, ние ја одржуваме материјата за да биде видлива. Материјата е доказ за одредена култура и за одредено постоење. А кај нас култура колку сакаш, музеј на отвореност. На претек. Александар, нуркајќи по твоите колумни есеи, дојдов до два израза кои мене на прв поглед ми беа непознати, ама кога прочитав ми беа јако симпатични, па ќе те провоцирам. 18 мај е ден на музеите. Така? Да. Па еве го ќе дојди. Музејска ренесанса. Да. И музејска депресија. Така. Јас само ќе најавам. Почитувани гледачи, значи тоа е период кога цвета нашата музеологија, правиме музеи, функционираат се посетени, ренесансата и музејска депресија кога тоа се намалува. Сето друго ќе го оставам на Александар да ни го објасниш како со едни убави современи асоциативни поеми ни кажуваш развојот и стагнацијата и падот на музеологијата во Македонија. Да. Се молам нешто повеќе за тоа. Тоа е периодот кога ги работев во Министерството за култура и ги водев националните музеи по работно место и бев сведок на една експанзија музејска. Значи, музеите се првата училница за посетителот. Еве, да речеме, странски посетители, за да се запознае со државата, нели, со богатството, со наследството на една држава, со личната карта, всушност, тој влегува во музеј. Во периодот од 10-та, 11-та, па и малку предходно, имаме експанзија на музејски установи или обновување на веќе постоечки. Ја видов од 2008 па наму. Да. Значи, имаме музеот на подотворено небо. Тоа е во наколното живеалиште. Да. На заливот на Коските, Паско Кузман што го направи. Па имаме Стоби. Стоби беше археолошки локалитет, прерасна во национална установа и си го доби полниот сјај. Стоби. Да. Музеот на македонската борба за државност и самостојност. Да. Спомен куќата на мајка Тереза. Обновување на музеот на современа уметност. Спомен домот на Тоше Проески. Поставката за децата бегалци. Имаш наброено 12 самостојни музеи, 2 галерии, 2 спомен куќи, 5 музеи локално ниво и така натаму. Значи, тоа е во рок од 10 години. Тоа е во рок од 10 години. Да. И после имаме како со нож пресечена. Застој. 0. Не застој, 0. Добро, стагнација. 0. Мртвило. Да. Од 17-та па таму, да. Дури беше прекинат министерството, имаше еден проект затоа што се виде дека новоизградените музеи имат ги оправдаа своите пари. Јас следев неколку индикатори во соработка со директорите,
Тоа е приход од купени Да, билети. бројките на посетеност, Да. тоа се фрапантни Купени од купени во билети. позитива. Да, од купени билети и на желбата на овие задолжителни екскурзии што се од децава, Да. за посета кај музеите. Значи, исполнета и економската улога и едукативната улога. Тоа значи дека таа политичка одлука во тој период да се отворат толку музеи е сосема оправдана. Да. Еве, мислам дека памтам една бројка за Самуилови тврдене 2014, мислам беше бројката 65.000 туристи. Да, вкупно на година, ама даваш и дневно. Да. Ево, за мајка Тереза дневно велиш 300 дневно. Да. Музеј на современа уметност 10.000 годишно. Мајка Тереза има најмногу во тој период од далечна Азија. Така. Од далечна Азија. Па ги гледаме се странци Да. доаѓаат таму. И споменикот плоштадот. Да. Не е тоа воин без име, тоа е. Археолошки македонски. музеи, мислам дека дури мислам и бројке имам ставено 300.000. Сегде ги имаш бројки, ама ја не сакам да читам. Дали на месечно ниво? И на месечно и почеток? годишно Да, даваш. Да. Значи, на Таа многу политичка- симпатичен начин македонската култура се презентира. Да. Визуелно. Визуелно. Публиката се гради. Да, да. Што ќе наметнеш во јавноста, тоа ќе добиеш. И се вака. Се ајде малку современите денови. Тоа е една трета книга, Човекот, културата и влогот во сопствената култура. Да. Прочитав сношни, дека се ја презентирал во Софија, во нашиот културно-информативен центар, ама на бугарската јавност. Да. Те молам да ми кажеш како се чувствуваше, кое чувство беше македонец во сред Бугарија, во Софија, да го презентира неголемото македонско богатство, националното културно богатство. Од твој аспект стручен и авторски. Да. Јас сум задоволен како помина Да. промоцијата, значи во двојна улога бев и да го представам на Националниот конзерваторски Така, центар. мисијата негова. Мисијата негова, понатаму во разговор со бугарските колеги кои дојдоа на промоцијата, имаше и многу македонци што отишле таму да работат Фала на Богу, конзервација и реставрација. Моделот на заштита е многу сличен како во Македонија, со тоа што таму имаме листа на фирми кои што се занимаваат со конзервација и реставрација и на тендерските постапки не сме да се јави друга фирма освен ако не си во регистарот. Кај нас е тоа уредено со поседување лиценца А, што е нешто слично, но кај бугарите малце издигнато малку на по-професионално ниво. Членови се на Европска унија. Да. Понапредни нешто да. Е сега, самата промоција на книгата помина добро. Во која смисла? Овде се работи за издржани текстови, засновани пред се на легислатива. И повеќе од издржани. И засноване на легислатива. И јас се држам до легислативата затоа што тоа е сигурен терен на комуникација. Немаме простор за импровизација. Во публиката имаше едно интересно прашање од Христо Христов. Да кажеме кој е тоа? Кажува дека е внук на Гоце Так, Делчев. Со променливо чувство на Да, еднаш бугарин, еднаш македонец. Тоа е лично чувство, негова работа. Но тоа е лично чувство. И имав едно интересно прашање, вика се убаво, вика како сте го решиле тоа во Македонија, нели? Законски како работите, професионалноста во заштитата, вика, но чие е тоа наследство, вика. Кога се знаело која држава била овде на Балканите. Викам, одговорот вака беше, се што се наоѓа на територијата на Република Македонија, Да. ако сакате, викаме и северна ќе употребам, нели? Ама тоа е форматот на државата и маркерите на границите се тие, се што се наоѓа на оваа територија е македонско културно наследство. Без оглед на, ако е верски облик на конфесијата, дали е од христијански, дали е исламски.
Без разлика дали архитектурата е селска или градска. Без разлика дали е... Мене селската помисли бендисува. Да, значи, ние одиме по вредности, културолошки, например, ако е објект, ги гледаме архитектонските, начин на зидање, декоративна пластика, употреба на материјали. Тоа за нешто да биде прогласено за културно наследство, тоа е вредноста. Кој бил финансиер? Ние во досието на споменикот, ние, пример, за шарена џамија, ние не го абстрахираме Реџеп Паша дека е финансиер и не би требало. Но за шарена џамија, за да биде културно наследство, е важно дека во вразивниот, во малтерот е употребено козио влакно. Како денешна арматура. Кога се запознавме, зборевме и за Ататурк. Така. Или сега работиме во Старонагоричане, во црквата, нели, што е српска задужбина. Ние кога го пишуваме досието, елаборат за валоризација го нарекуваме, не употребувам намерно толку стручна терминологија за да бидам појасен за пошироката јавност, затоа што ако се задржам на стручна ќе нема да бидеме толку јасни. Ние не абстрахираме тоа дека е српска задужбина црквата. Да. Но е македонско културно наследство и ние треба да се грижиме. Се што сме затекнале како вредност, недвижност и движност, ние и сме му дале значење законско. Сме му дале акт, документ. Ние мора да се грижиме. Имаме едно лично чувство непобитно, дека сме многу реални, објективни, коректни и фер, и кон нашите соседи, и кон било кој добронамерник во нашата држава, ама не секој пат ни е вратено соодветно, па така ни се случувало грчките попови да ни ги уништуваат ракописите, иконите, се што е словенско, македонско, бугарите да ни крадат и фалсификуват, од се мои изреки што ги употребувам, а србите да ни одземат низ историјата и да се стават во музеите, во библиотеките и така натаму. Има ли шанси? Кога тогаш, бидејќи сега е на мода, Африка се го враќа богатството, сконцентрирано во Велика Британија и во Франција и во САД најмногу, има ли шанси ние да си побараме наши автохтони, наши оригинални од ракописи, уметнички творби, археолошки, носени од овде од тугинци, ама носени од македонци со добра намера. Така негде сретнав пишуваш ти, со добра намера да заштитат од османлиите, сега сгрешиле дестинацијата, Софија или некоја друга дестинација, Петерсбург или така, натаму и останале таму. Тоа е една чувствителна тема. Законски ние тоа го нарекуваме реституција на културното наследство. Иако законот е пред 22 години, да речем, усвоен, напишан, со бројни измени до сега, тој правилник, односно по законски акт, што треба да ја уреди реституцијата, тоа е многу чувствителна тема, особено на Балканиве, и се уште не е донесен тој правилник. Првиот директор на Управата за заштита на културното наследство, Јован Ристов, јас бев близок негов соработник, почна да го пишува. Чувствителноста на темата удари по неговото здравје, баш кога го пишуваше, баш кога го пишуваше доби или удар или некој послаб инфаркт, го проживеа тој момент, но е чувствителна тема. Ја можам да ви кажам, околу тоа враќање на културно наследство, во моментов се на конзервација и реставрација тие 21 икона во Албанија што ги најдоа, што ги донесовме. Треба до ноември 2026 до оваа година да се заврши тој процес конзерваторско-реставраторски, ќе има една изложба. Да. После тоа. Чувствителна е таа тема, особено во дел за ракописите,
затоа што сите ракописи што ја докажуваат таа македонска теорија за потеклото на старословенскиот јазик, нели, селата околу Солун, Сухо, Високо и Зарово. Зарово и Високо. Сите тие документи се надвор од државата. Да. Тие записи, тие ракописи. Ние не можеме да ги вратиме. Сега за сега. Сега за сега не можеме да бидеме оптимисти. Да. Но не треба да ни биде забрането да се проучува. Согласно. Така. Особено вие помладите генерации, да сте поупорни од повозрастните нас, кои тоа е многу чисто. Многу малку направивме. Не е работата во правилникот. Тука е повеќе игра улога политиката. Ние ќе напишеме правилник, така? Или совршено, така? Ќе го согласиме со норматива домашна, со норматива европска. Мора јасно да го издигнеме на национална стратегија и да бараме. Но тука да сме упорни. Но тука е повеќе вештината на преговарање. Браво. Да, браво. Вештината на преговарање. Александар, се дотакна до писменоста до овие трите села околу Солун, кои знам многу да се далеку од Софија, Бугарија и така натаму, ба нема шанса да е тоа што тие велат. И гледам просветителската порака на рамноапостолите Свети Кирил и Методи се бавиш. Па пишуваш и зборуваш за Свети Климентовото време во Охрид и рефлексиите. До денес, значи, се фокусираш на нашиот македонски Ерусалим, центар на описменување, на Охридската книжевна школа, која не случајно е во Македонија, не во Бугарија, си имате и друга школа. Нешто повеќе да ни кажеш на тој план? Ето, како поголем експерт од мене, од гледачите, зошто толку одиум, толку негативна на енергија само од еден наш сосед, кога сите во Европа и светот велат дека овие свети браќа, и првите и вторите, нивните ученици, значи Кирил и Методи, и Наум, и Климент, се од овие краишта, се старословенци, бидејќи се околу Солун македонци, ама и европејци и светски граѓани. Како бе сега они се бугари и само бугари, се навратам на и малку и на претходното прашање. Се поврзува ова сегашно прашање со претходното и прашање и констатација. Значи сите соседи како сите соседи од нас да барат да бидеме космополити. Така. Така? Ворете да бидеш космополит. Апсолутно. Со тоа мислам да завршиме емисијата. Тоа е многу позитивна, тоа е многу позитивна работа, но сепак треба да се држи посебноста на одликите на секој народ. Така си е. Космополит значи да го почитуваш секој останат, ама не значи на своја штета. Браво. Да. Космополитизмот не значи бришење на идентитетските маркери. Тоа значи дека рамноправно комуницирање со сите останати. Тоа е космополитизам. Особено ние кои имаме што да понудиме. Да. Ние нудиме и сопствена култура и разбирање за останатите, а од другата страна имаме промовирање на нивната култура и идентитет, што е сосема легитимно, но негирање на нашето. И тука тоа е феноменот на другиот во Балканот. Да, така што тука имаме нерамноправен однос на комуникација. Да речам подценувачки. И тоа е она што повредува. Јас имам разбирање за тебе, ама ти немаш разбирање за мене. Горан Стефановски многу добро зборува на оваа тема и мислам треба да го следиме него и останатите наши дејци. Ете така. Сега да се навртам за за Ерусалимот, нели, македонски. Од заштитарски аспект, Македонија направи многу во почетокот на 21 век, затоа кажувам во книгата во првите не цели 20 години. Ние како држава ги воспоставиме, тоа е маестрална политичка одлука,
возобновен Свети Климентовиот универзитет на Плаушник, Да. кој се уште е во процес, но ќе се заврши. Свети Климентовата црква, така. Да. Самуиловите тврдени, Скопското кале. Ако сакате, се враќаме во неолитската култура, заливот на Коските е обновен, така што клучните маркери за постоење на еден народ се возобновени, па ако сакате вака на 1000 годишнината од нивното основање. Така ќе му дојде. Мислам, груби процес, дека тоа е процес, а не состојба. И многу добро го објаснуваш тоа. Многу добро го објаснуваш тоа. Да. Процес кој ние го водиме, Да. ние го насочуваме, а не по диктати, како што некој сака. Така е. Дали е за Така нашата што историја, образование, ние на култура, почетокот на 21 богатство век ги возобновивме маркерите на нашето собствено да. постоење. Да. Значи, затоа велам символично, да не се фаќаме за конкретни бројки, после 1000 години ги возобновуваме, за да траат наредните 1000 години. Тоа е всушност улогата на заштитарската професија. Да ја зачува. Па за мене една од најбитните. Па тоа е тука ќе благородна, провоцира малку, ќе благородна. успееме ли обрзо да си го обелиме пред УНЕСКО за Охрид и Охридското езеро. Те молам тука помогни ми. Ќе мора. А што се мора не е тешко. Ќе се мора. Јас вака тука би во друга насока би одговорил. Тоа ќе мора. Тоа е процес што е започнат и тоа ќе мора да се заврши, но јас тука друго сакам да кажам нешто. Ние недоволно, законот е донесен, повторно покажувам, 2004 година, зошто го кажувам тоа? Уште тогаш е доста визионерски поставен законот за културно наследство. Да не биде црпач на пари од буџетот, туку и да генерира капитал. А штом се генерира капитал, се генерира и нов културолошки вредносен систем. Грижата за културата, за идентитетот денес е на еден начин, друг бил пред 100 години, друг бил пред 50 години. И ние мора да го следиме тој процес. Законов ги нуди сите можности, повторно ќе го спомнам примерот со уплата на 7К на лото, ама не е чекирано. Тој предвидува јавно-приватно партнерство, давање под концесии, користење или облик или име на културно наследство за комерцијални цели и дури предвидува заштита на вршење стопанска дејност во заштитени јадра, објекти и така натаму и така натаму. Тоа значи дека ние од културното наследство можеме да креираме цела стопанска гранка. Ти многу јака мисла, да ти кажеш. Цела стопанска гранка. Зошто јас... Која може да се живее и обстојува. Значи, тука повеќе текстови имам напишано на поврзаноста меѓу културното наследство и туризмот. Нели сега што имаме тоа е економијата. Да, апсолутно. Прво, Македонија влегува културолошки гледано влегува во тој медитерански културен комплекс. Значи, Јужна Европа, Северна Африка и Блискиот Исток. Тука се создавале цивилизациите. И Рим, и Стара Грција, и Египет. Тука е се создадено. И Византија. Сите интеракции сме. Ете така. Значи, ние влегуваме во тој медитерански културен комплекс. Сите држави, современи, нели, во денешните граници што постојат, од таа култура, од тоа наследство на цивилизациите, создале нестопанска гранка бизнис. И тука имаме двојна добивка. И имаме силна економија, значи креираме работни места, и од својот идентитет, односно од својот идентитет правиме пари, и со затоа Грција го сака името Македонија. И со рекламирањето ние се промовираме во светот. Да. Ние мораме кон тој пат да одиме.
Ние сме географски во тој комплекс функционираме. Законов ги дал можностите, но наследените односи, јас во установите од културата не бија обвинил толку политиката, колку наследени односи од 80-тите и 90-тите години. Стариот вредносен систем. Стариот вредносен систем. Нов да изградиме, ние го прилагодиме. Кој е стариот вредносен систем? Министерството ќе ми даде пари, колку ќе ми даде, толку ќе работам. Ние да создаваме Наместо пари. да генерираме пари, ние црпиме пари. Кога дојде до ова, 2015 година, пишувајќи ги моите книги за бренд и брендинг, Добро. бренд концепти, Добро. брендинг, 360 степени холистички брендинг, толковник од брендинг и вселена на брендови, јас пишував, претходно многу детално обработив темата мали креативни индустрии. Така е. Гледам ти пишуваш Така е. од твојата струка и насочуваш каде треба да се фокусираме. Ќе ти поставам едно конкретно прашање. За неполни 2 години, 2028 година, Скопје ќе е град на културата во европски рамки. Така е. До година го имаме експо во Белград во соседна Србија. Дали не е време малку повеќе да се ангажираме во малите креативни индустрии, за да се презентираме како што треба, а имаме такви природни ресурси, историски, природни, археолошки и какви ли не, што спомнати со фолклор, јазик, топоними и така натаму, каде што можеме големи ефекти во вид на бенефити да направиме за Македонија како држава и за нас македонците. Јас ги разработував Лондон, Сингапур и 2-3 големи кинески града кои се Петерсбург во Русија. То се 4-5 врвни градови кои се развиле на база на креативни индустрии. Која ни е шансата, твоето залагање што го пишуваш за твоите колумни, есеи и стручни материјали, малку пооперативно да го направиме, иако никулците ги гледаме. Никулците ги гледаме. Поврзувањето на занаетите како културно наследство со креативните индустрии е нужно. Да. Тој е тој микросвет на поврзување на ефектно создавање на културните индустрии. Да. Нужно е за да опстане културата и културното наследство, нужно е поврзување со бизнисот. Нужно е. Значи, затоа повторно ќе кажам, ние мора да го смениме начинот на Свеста. Кајнас кога ќе чујат бизнис, начинот на поглед на културата. Не да ја гледаме како нужно зло, во општеството. Да, напротив. Постои економија, здравство, па треба да и културата постои, туку тоа е генератор на капитал. Во една прилика ќе кажам, министерот за култура актуелен спомна, во една прилика поврзување на културата со бизнисот, така локалитетите. Малку лошо го не беше сватена, ама малку лошо македонска работа. Малку лошо го сватија. Кажа ќе го продава културното наследство. Можноста што е дадена пред 22 години законски, тоа што никој не ја видел, а министерот што е кажал, нема ништо лошо. Нема ништо лошо тука. Ние одиме се е политика, наместо да одиме се е бизнис. И од бизнисот да правиме бенефити преку нашата култура. Ја тоа многу добро го сваќам. Нешто многу добро го сваќам. Па ако сакате да зборуваме политички, 2004 беше друга власт. Да. Така. Но беше сакав да не зборувам за политика, ама окей, слободно. Не, затоа што спомна ќе го продава, едни ќе го продава, други ќе го заштитуваат и така натаму. Да. Значи, нешто што е нормирано уште 2004 година, поставен е патот, тие нормативи се согласени со правилата на Европската унија. Ние не сме ги искористиле.
Ние се уште ја гледаме државата како крава молзница, само треба да ја измолзиме, да исцрпиме пари и да ги потрошиме парите. Тука ми доаѓа она што ние ќе направиме за државата. Не, употребата на парите треба да се удвојуваат парите. Да се создава капитал. Нова вредност. Нова вредност треба да се создава. Додадена вредност. Затоа јас повторно кажувам, зачувувањето на културата. А најбогати сме во културата. Зачувувањето на културата, на идентитетот. Сега, пред 50 години и после 50 години нема да биде ист. Ние мора да го следиме трендот на времето. Пред 10 години ние ќе правевме емисија на телевизија, така, сега правиме подкаст. Истата вредност мора да ја доближиме до актуелните генерации на начин на кој таа ги прифаќа. Па ќе кажам, тоа ми е главниот мотив зашто направи подкаст Радо. Значи, Инже јас сум така, човек на социјалните мрежи. Ама така, се трудам. Така. На мои години. Времето живееме во ера на електроника, технолошка револуција, така. Мора брзо да се следи времето. Иста е приказната. Начинот како да допред приказната. Да. И во случајов, нели, идентитетска, културолошки натаму, мора да биде во согласно со времето. Видов дека на неколку книги даваш па нешто повеќе од рецензии, осврти твои есеистички. Највеќе впечаток ми остави книгата на од Светозаровиќ Покорни. Така. За македонците и милионимските идентитетски сеќавања, значи, така натаму. И една книга, помогни ми, како беше, драмски прелудиум ли, за поврзан со Ваташа? Да, тиквешкото, ваташкото зверство, стрелањето на 12 младинци. Малку диапазонот на твојот интерес и на твојата експертиза ја шириш, што пријатно ми изненадува. Тука се бавиш малку и со историографија, се бавиш со поетско-драмски творби и одважно даваш твои судови, кои, читајќи ги, мене ми се бендиса. Поривот, од каде ти е поривот? Поривот, основната моја професија е лекторска. Да, така почнав. Јас досега имам сработено околу 170 наслови. Заврши со таа работа, затоа што функцијата не ми дозволува таа работа. И доминантно тие наслови што сум ги сработил досега околу 170 се главно историја, археологија, историја на уметност, етнологија, право во заштитата на културното наследство. Може би по природа сум така љубопитен, навлегувам, значи се соживувам со текстот што го работам. Кога лекторира човек мора најмалку 3 пати да го прочита текстот. Сака насловите за ваташкиот не пробал. Да. Сака неки човек навлегува во длабочината. Може би како лектор сте привилегиран да го прочитате текстот пред сите. Па да, да го дотерате како што да го дотерате како така што вие живеете со тој текст. Живеете 3 месеци, 4 месеци и нормално да излезе, нели, мое видување на нештото. Кон драмскиот ораториум Ваташа. Да. Значи кон драмскиот ораториум Ваташа тоа е драмски текст од ја би го нарекол македонскиот Шекспир, Зоран Пејковски. Тој пишува драми во стих. Дојдов до текст поврзан со необјавени податоци во врска со сведоштата во Ваташа, бидејќи тоа се необјавени текстови од роднини на, нели, тогаш убиени во тој колеш во Ваташа. Да. Читате судбини, ама вие кога работите еден текст, го работите 2-3 месеци. Неминовно е да влезе во себе. Неминовно е да влезе тој текст во вас после 3 месеци. И го инспирирав, нели,
пријател Зоран Пејковски, сета таа несреќа да ја преточи во драмски текст. Па затоа ти го поставив прашање. Јас сум иницијатор, да речам. Јас го мотивирав човекот да... Сега, ама имаш и изострена сонда, знаеш да препознаеш. Јас знам бев на промоцијата на првата книга Македонци милионерско сведоштво за идентитетското име на Бране Светозаровиќ Покорни, а гледам ти од стручен аспект еден есеј даваш и исто така високо го вреднуваш тој труд на нашиот колега, на твојот колега, за кој реков ја дека е библиска книга, македонска Библија после за македонските работи. Таа книга е македонскиот трезор, а веќе сега има второто. Потребни се такви книги, тоа се синтетизирани форми на докази. Да. Добро е црно на бело. Да, добро. Инфлагранти ние правиме. Значи тоа се веќе на лице место. Да, значи тоа се тип на книги, тоа се веќе објавени податоци, распршкани по разни трудови и таков сублимиран пристап, значи собирање на податоци подредени хронолошки, тематски на едно место, се потребни, затоа што тоа е брз начин на доставување на докази, ако имаме конфликт. Да. Друго е да сме распршкани по разни книги, нели, податоците, а книги од тој тип се доста потребни, таа книга работев можеби цела година. Самата книга 1000 страници. Па голема. Самата книга 1000 страници. Тој Бране беше, што ни правиш бе Бране? Мене ми требаше, да, мене ми требаше околу цела година да ја средам. И сега во таа година еднаш два до три пати нели ќе. Во момент го читам вториот том. Така што така излегуваат моите текстови. Јас сум живеам со книгите неколку месеци, неминовно е ако сум инспириран да излезе нешто од мене. Сега ќе да прашам нешто и полека да привршувам. Да. Александар. Ништо сакам да ми разјасниш, навистина го мислам, не го одглумувам. Значи, ги имаме нашите дејци од пред Илинден. Да. Преродбениците. Па ги имаме Разловечко восстание, па Македонско восстание го имаме, па Илинденско, или Инденската опеја, па Крушевската република. Па го имаме НОБ и НОВ и АСНОМ. Значи, ги имаме комитите, војводите, народните херои, певе имиња. Ѓорче Петров, Даме Груев, Пито Гули, Гоце Делчев, Кузман Јосифовски Питу, Карпош, првиот, вториот. Дали, те молам, немој да ми се насмееш, нивното дело, нивниот лик, нивниот живот вградени во нашата историја, традиција, образование и култура е македонско културно богатство. Апсолутно. Апсолутно. И државничко. Сега ќе ти кажам. И државничко, не само... Сега ќе ти кажам зашто. Ама терминолошки, вака не знаеш што ќе ми одговориш. Да те исправам. Ајде. Наследство. Океј, наследство, добро. Сам терминол... Јас сум познат кочанска паралелка, ама денеска ме охрабрите дека и дијалектите се многу битни покрај литературниот јазик. Ние правиме разлика меѓу богатство и наследство. Да. Богатство е онај сега што го создава. Так. Наследство од минатото. Ако одредено богатство остави траен белег за државата, тоа преминува во наследство. И сега кај богатството немаме акт за заштита, а кај наследството имаме државата дала признание. Так. Знаеш зашто те прашав ова? Денови се случи еден несреќен, немила, несоодветна, би рекол никаква изјава на еден политичар, на еден лидер на партија, па сега поминал во друга партија, мој познаник од 2002 година, од изборите тогаш, сум работел, станува збор за Рубин Земон, и беше председател на партијата на египćаните, сега е во извршниот одбор на СДСМ, не знам како преаѓаат во тие од една во друга партија, не ми е јасно, ама тој го нападна Гоце Делчев. Ништо не напишал, тој бил мит, а мит е голема работа за една нација, на митови се создаде нации и држави, ама очито таа лекција не ја научил. Сега да не беше професор
немаше да го апострофирам. Ама покрај тоа што е политичар, ајде, као политичар може да е неук и неумен, малку сумостар, ама као професор во образовниот процес каде што не образува луѓе, не може тој да каже дека Гоце Делчев е незначајна личност за Македонија и македонскиот народ, наводно не направил ништо, наводно не напишал ништо, наводно не оставил трак. Па ја вака велам. Имам одговор. Да, ама вака ќе ти поставам прашањето на интересен начин и ја завршуваме емисијата. Па сега и за некој ден и нели доаѓа 4 мај. Гоце Делчев за мене е идеолог, стратег и лидер. Идеолог на Илинденската епопеја, на ВМРО и на подоцна направената после неговата смрт Кушевска република. За мене тој е и филозоф. Ќе ти кажам зашто. Стратег, заедно со останатите ВМРО-ски дејци ја направил подземната република. Да. Со полиција, војска, курири и така натаму, професори, учители и така натаму. И лидер предводил. Него народот го избра. За него не се гласало во парламент, за него целиот македонски народ си го избра за лидер. Човек кој како идеолог ја има искажана мислата, ќе погледнам за да сум дециден, потребна ни е револуција со големо Р, на умот со големо У, на духот со големо Д и на свеста со големо С. Па потоа рекол, светот го саќам како поле на култура и надпревар на народите, космополитското што ти го спомна, за да на крајот каже, јас не познавам друг народ кој повеќе страда од предавствата на своите синови изроди како македонскиот. Еве го неговото дело во 3 мисли. Еве неговата мисија 3 пати ја изорал цела Македонија, создавајќи комитети, чети, носејќи оружје, барут и така натаму, и еден професор сега дали да направи кеф на источниот сосед, дали да се втопи во антимакедонската политика на партијата во чиј изборен комитет е, ни кажува кој е Гоце Делчев. Те молам како експерт во оваа област да ни кажеш. Дали е тоа срамно или не? Секој релативизирање на докажана вредност за една држава, дали било лик од историјата, дали било настан од историјата, дали било културно наследство, веќе докажано со акт за заштита. Секој релативизирање и минимизирање или подценување на вредноста е обид за понижување на државата, за мене, така? Ако понижуваме лик, независно дали е Гоце Делчев, кој да е, тоа е понижување на државата. Да. Затоа што државата се подпира на одредени точки на незиното постоење. Се подпира на ликови, се подпира на настани и се подпира на материјална и нематеријална култура. Да. Ако нешто е усвоено во историографијата и во државата како вредност, која не подлежи на понатамошна проверка, а се појавуваат ликови, дали учени, дали неучени, и се обидуваат да ја релативизираат таа вредност, за мене тоа е однесување против државно. Да. Александар, мислам дека сме премногу толерантни, како држава, премногу толерантни кон понижувањата кон нас. Само едно не разбирам. Од каде тој комплекс, дали на домашни ликови, дали на околни, да се во обидот за посрамување, релативизирање на вредностите. Тој е македонскиот синдром. Ја тука не може, мислам дека повеќе психолошки моментот. Тој мислам дека повеќе психолошки, така, отколку општествен. И Фройд и Јунг го објаснува. Да, мислам дека е повеќе психолошки, мислам дека е некоја или колективен комплекс на ниска вредност или индивидуално. Би рекол индивидуално. Индивидуално. Да. Или индивидуално па се пресликува на
на општеството. Александар, ти благодарам од одговорот, сум многу задоволен. Јас мојот пријател Рубин Земан ќе си го дарувам со една колумна и ќе го проблематизирам неговото понатамошно учество не во политиката, нека продолжи во политиката, ама во образовниот процес каде што тој е чинам универзитетски професор, за мене тој веќе е под знак прашалник, да ти кажам. Али добро. Секој си го носи својот срам. Тука негде предлагам да завршиме. Поштовни гледачи, мислам дека убаво се друживме. Јас лично научив вечерва многу. Му благодарам на Александар. Вам ви предлагам овие 3 книжулиња некако да ги најдите, да ги купите, или па јавете му се на Александар. Па речи си се и ги нема веќе. Добро, ама има што да научите од нив. Да. Ги кажав кои се, има што да научите. Ја на мои 68-69 години кога научив, можете и вие да научите, ама ние на Александар ќе му возвратиме, па и ние некој книжуле ќе му дадиме, од оние што во момент ги имаме испечатено, Вселена на брендови, една книга амбасадор за брендинг, како треба преку компаративни примери да ја брендираме Македонија, а вие на еден начин преку овие вашите техники ја брендирате Македонија, Александар, повели. Благодарам. И мојот толковник на брендинг, адвертайзинг и public relation издаде негде 15 година, 2015 година, кога јас ги учев основните поеми на брендологијата, а вечерва нешто повеќе научив за културата, културното богатство, културното наследство, ренесансата на музеите, депресијата на музеите и така натама. И да се фокусираме на... Повели? Ајде, дај некоја порака за крај. Дај некоја порака за крај. Така можеме да завршиме. Може да завршиме. Ајде, така, да се искористи, ви благодарам. Да. Бидејќи доаѓаме нели до таа 28 година, ги спомнавме културните индустрии, ги спомнавме можностите што ги нуди Законот за заштита на културно наследство, за концесиите, за јавното приватно партнерство, за комерцијалното користење на културното наследство, па во блиското соседство имаме и споменичка рента, вид на данок што прибира пари во полза на државниот буџет. Хрватска е најдобар пример за тоа. Дори кинезите, пазете, кинезите го побара експертот во Хрватска за да го ископираат моделот на споменичка рента. Замислете. Да. Дошле до добар пример. А можеме и ние на многу да им бидеме примери и нас да не побара. Па авторот на таа споменичка рента е Јадран Антолович, што е врвниот правник во Хрватска. И јас разговарав со него пред неколку месеци и всушност инкасирањето на огромни средства покрај Јадранскиот брег од туризам поврзан со културно наследство е токму од въведувањето на таа споменичка рента. Кинезите дошле да го копираат моделот од Хрватска. А ние го имаме во соседството. Ние имаме лото, нели, ливче, ние имаме ливче со уплатени со добитна комбинација. Националните паркови. Да, ние имаме ливче со уплатена седумка. Да. Односно со пополнета седумка. Ја немаме уплатено. Ајде да уплатиме. Ќе уплатиме. Александар, ти благодарам многу, да се ми жив и здрав. Во некоја следна прилика продолжуваме со твоето едукативно влијание врз нас, кој малку повеќе вечера научивме за нашата и национална култура, и национална историја, и како да си заштитиме се што е македонско. Така е. Многу ти благодарам. Поштовни гледачи, довидување, нека ви е честит празникот престоен 1 мај, се гледаме следниот петок. Да сте ми живи и здрави.